Почитувани, добар ден. Вие сте со уште едно ново издание на Црвена линија. На 8 мај 1945 година фашистичка Германија подпишува безусловна капитулација. По 2 години, на 10 февруари, се подпишани Париските мировни договори меѓу победничките држави во Втората светска војна, меѓу кои и Македонија и сојузниците на фашистичка Германија, Италија, Бугарија, Финска, Унгарија и Романија. Денес, 78 години од капитулацијата на Германија, секој 9 мај во цел свет се одбележува денот на победата над фашизмот. Но дали е победен фашизмот? Сведоци сме во 21. век, се уште постојат војни, конфликти, негирања, неприфаќања. Што е фашизам во една реченица? Негирање на постоење на еден народ и неговото право на самоопределување е суштината на фашизмот. Знаеме ли да ги препознаеме новите облици на фашизам? Секако тука ќе ве потсетам пред да се вклучите активно во дискусијата на Црвена линија, да не заследите и на социјалните медиуми. Се знае, Facebook Црвена линија е профилот каде што можете да лајкнувате, шернувате и коментирате. Сето ова може да го направите секако и на профилот на Телма телевизија, каде што ги објавуваме темите за кои што дискутираме директно со вас. Но топло препорачувам веќе веднаш, доколку не сте го сториле тоа, да се приклучите и на оние кои што на Инстаграм активно не следат и даваат учество и удел преку своите одговори во нашите анкетни прашања. Денес на Инстаграм сторија, и ќе ви покажам како изгледаме таму, доколку кликнете. Еве, тоа е прашањето, денешната анкета. Ве прашуваме дали фашизмот е навистина победен. Две опции за одговор, едната е да, другата не. И секако тука, како што и стандардно правиме, резултатите од тоа како се одговорило на Инстаграм, ќе ги соопштиме секако по рекламите, односно никаде на крајот на Црвена линија. Но сега сакаме секако со вас да продискутираме. Според вас, што е фашизам во една реченица? Знаеме ли да ги препознаеме новите облици на фашизам? И дали според вас и денес имаме впечаток дека е победен фашизмот? Сведоци сме, уште еднаш ќе повторам, во 21. век се уште постојат војни, конфликти, негирања, неприфаќања. Време е да го вклучим и првиот гледач во ова издание. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден, Тина. Добар ден. Секој добро. Живко од Битола. Голем поздрав до вас и секако до сите оние кои што не следат од Битола во моментот. Видете вака. Видете вака. На прашањето постои фашизам, за мене да. Се уште постои. Меѓутоа, према темата, сега е модерен. Сега сме под фашизмо на Америка. На модерен начин. Кој еден народ, например, сега мислечи на Македонија, го помага овдеки и толку бенефити му дава. Значи, сето ова на модерен начин фашизам сега од страна на Америка. Гледате како ја оклопува Америка. Кобајаги тие се мировни сили, а на крајот испаѓа дека тие се само окупатори. И зато се случи војната во Русија, према Украина. Жалам, нигде не сакам војни. Меѓутоа, за мене Украина не ратува. Америка ратува со Русија. За да си испита силата или што сака да испита таа Америка, ама најде слабост во Европа, како да кажам, како Унија, како НАТО. Кој е вре НАТО? Ти се фашистите, модерни фашисти се денески, американците. Америка, НАТО е модерен фашизам за мене. Може грешам, може не. Меѓутоа, си постои фашизм. Да, постои фашизм на модерен начин. Благодарам многу за јавувањето и секако тоа што бевте првиот кој што, слободно ќе кажам, го проби мразот за оваа денешна дискусија. Продолжуваме секако со вас. Знаеме ли да ги препознаеме новите облици на фашизам и што е фашизам во една реченица и дали е победен фашизмот и во 21. век? Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, Црвена линија сте.
Па мислам дека воскресна фашизмот преку тешките облици на национализам што се појавуваат и до презентација на национализмот. Видете, доминацијата, обидот за доминација врз одредена група на, мислам, на луѓе и величење на покажување на моќта и величење на нешто што е глупо, мислам дека по мене тоа е веќе новиот облик на фашизмот. Тоа она што, рече, мене му забележуваме на Хитлер, дека правењето на чиста раса или едноставно обидот за доминација врз другите нации го прогласиме за фашизам. Сега тоа ни се случува од некои други држави. Меѓутоа, ние како не сме способни да го препознаеме фашизмот, затоа што, знаете, за дојде од некои стари доктрини. Едно време бараме демократијата и ни беше пример за демократија Америка и Западот, а сега одеднаш кога ќе го воскреснеме нешто кој ќе бидеме поразени затоа што ние не сме способни да си го да сватиме реалноста, тогаш тие што ни помагаат или што ќе ви помагаат за да се опаметите, да се отрезните, ги прогласувате за фашисти. И се вртите према оној другиот. Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот 90 секунди и секако ќе ви се заблагодарам за вашите одговори во ова издание. Добар ден. Добар ден. Јас ке напоменам дали е намален тонот на телевизорот. Намалете го и секако да зборуваме преку слушалка. Добро, еве подсетување уште еднаш, телефонскиот број го гледате 02-307-0005. Така можете да бидете вклучени во црвена линија и секако намалете го тонот на телевизорот докре. Добар ден. Дали се слушаме? Ке подсетам дека и 5 линии имаме активни, што значи, еве го гледачот, добар ден. Дали сте во црвена линија? Да, во црвена линија сте, повелете. Дали сте во црвена линија? Да, ве слушаме, во црвена линија сте. Сега вака, ние сме сега под фашизмот на Америка. Значи Америка најде во Европа слабост и сега оваа војна што се воде во Русија не е со Украина, со Америка е. Значи Америка нападна од Дрвијано Србија, Садам Хусин го убија, Гадафи го утепа исто. Значи, НАТО е окупаторска војска. Значи, Америка е фашистичка држава фактички за Европа. Најди слабост во Европа и тоа е мислење на народот во Македонија. Значи, Америка е фашистичка држава и ништо повеќе. Каква демократија и какви бакачи. А еве според вас дали знаеме да ги препознаеме новите облици на фашизам? Најверојатно гледачот се исклучи. Како да, одиме малку и со твитерџи, секако и денес имаше поприлично многу коментари. Па ќе почнеме со твитот на Капитански дневник. Напиша: нека е вечен 9 мај, денот на победата над фашизмот. Истиот тој фашизам е жив и диша убен во демократски бој. Затоа и ќе биде пригазен од истокот повторпат на овој или оној начин. Ние секогаш сме биле на вистинската страна и тогаш и денес. Ние ќе повториме во црвена линија дека денес 78 години од капитулацијата на Германија, секој 9 мај во цел свет се одбележува денот на победата над фашизмот. Но еве, дали е победен според вас фашизмот и знаеме ли да ги препознаеме новите облици на фашизам со оглед на тоа што суштината на фашизмот е негирање на постоење на еден народ и неговото право на самоопределување? Добар ден. Добар ден. Добар ден, добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Поздрав од Роме од село Биџево. Голем поздрав и таму секако од нас. Хитлера кој го победи? Русија.
Русија го победи Хитлера и му направи Берлински зид. А кај нас беа окупатори бугарите, племето татарско. А ова војна што ја водат во Украина, Украина е дел на Русија. Како ние што бевме Југославија, така беше СССР. Сојуз на социјалистички држави. Ја бев учител, знам ја историја. Намалете го тонот на телевизорот, затоа ви доцни звукот. Молим? Намалете го целосно тонот на телевизорот. Да, добро, заборев. Така. А име според вас дали знаеме и денес да ги препознаеме новите облици на фашизам? Знаеме како не. Ако некој има интелигенција, знаете. Ако не е интелигентен, не школован, не знае. А ја не да се фанам, јас сум школован. Ја бев учител во 5 села. Ја предав историја. Некако сега што викат овие да немат предмет историја. Така, благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Продолжете да не гледате секако, бидејќи и другите гледачи секако ќе го кажат својот став и ќе ни ги дадат одговорите. Добар ден. Ало, Добар ден, во Црвена линија сте. видете за фашизму. Фашизму се ден денес постои. Тоа се покажа со руската агресија врз Украина. Овие пред тоа што се јавија, значи не знаат што е фашизам или не можат да разберат. Нешто зборува сосема противно. Например, поразување на народ, слободата, тоа е фашизам. Така направи Хитлер и ден денес има такви луѓе кои уште се заговорници на тоа. Како ќе сега битолчанец ви предреме се овие другарите, срамота е. Во 21 век да не знаеш што е фашизам, да не знаеш што е окупација, да водиш војна. Јас го слушав говорот на Путин. Ништо не кажува нешто што е реално. Се кажува нешто во интерес дека таму владеи некој си, ќе речеме, систем кој општо не ликува на систем на човечанството. Јас го слушав и на Телма и на сите работи. Да дојде фашизмо треба да се искорени. Тоа се применува кај сите народи, оние што уште се задоајали со тој фашизам. Окупатори. И ден денес уште во 21 век кај што треба да има демократија, кај што има слобода, секој да се изразува и некој ќе наредува со системи како што е Јужна Кореја, ево Русија, па и уште развиени земји што имаме. Така, благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме во Црвена линија сте? Ало? Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме во Црвена линија. Добар ден. Добар. Добар ден. Јас ќе бидам многу кратка. Можете и 90 секунди слободно. Да. Потпуно се сложувам со првиот гледач од Битола што беше и многу исто така го поддржувам Лупчо полицајцот. Потпуно се слагам со нив двајцата. Поздрав од мене и ви посакувам се најубаво. Да, еве дадете ми одговор, дали еве денес се уште можеме да ги препознаеме новите облици на фашизам? Па еве ви кажувам, поддржавам го од Битола гледачо и Лупчо полицајцот. Истото мислење го имам и јас. Така, добро, и ако е... се сложувам и со Лупчо полицајец. Добро, ако ете на таков начин се разбира го искажувате својот став, добро, во ред, благодарам, секако продолжете да не гледате. Ајде сега повторно со твитерџи, секако со нив може да се надополнувате, да се надоврзувате или може би да имате спротивни гледишта и ставови. Д. Карамазов напишал: дај бре живнете малку, фашизам сме победиле на денов. Но дали е победен фашизмот, тоа на што ве прашува денес Црвена линија, и дали денес можеме да ги препознаеме новите облици на фашизам? Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Па фашизам е денеска, значи, ако нас како македонци некој ни забранува да видиме Македонија и македонци и некој одвнатре
кој е слуга на тие фашисти, од Бугарија и од Грција, кои се членки на ЕУ, а поддржани во тој фашизам од Западна Европа, ЕУ, бараат да се обезличиме. Без мерка, денеска едно, утре друго, и така дори постои векот и светот. Кај е проблемот? Што кај нас во Македонија има бескичмени поданици на тој бугарски грчки фашизам. Памтите, имавме премиер кој кажа на бугарска телевизија дека тие од СДС и бугарите биле сшти исти народ. Дека тие овдека бугарите во НОП биле туристи, не биле фашисти. На грчка телевизија кажа дека според Заев, ние сме имале како македонци наводно украдена историја. Таквите тие поданици од СДС на фашизмо се слуги на фашизмо. До 91 година сака да не посрбат, со србизација, со давање на Свети Прохор Пчински како наш камен темелник на Асном, тогаш не правеа во нека вештачка творба Југословени, титовисти, чипирани, убиваја наши македонци великани да се додворат на Тито и на Удба и на Белград. За тој ги интереси за асимилација и одродување. Сега станаа поголеми бугари од бугари. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас, нов гледач, нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден, почитување. Па еве, кои ќе бидат вашите одговори во однос на тоа дали денес можеме да ги препознаеме новите облици на фашизам? Па веќе ние ги доживуваме през овие години што помина и различни форми, но сепак смислот и замислата на таквиот однос ние го доживуваме како народи, првен ги развија Југославија. Со фашистички мерки бомбардира, после ја растураат полека и Македонија одредени елементи кои што мислам дека со нивното действување и со нивните намери на некој начин може да се види и таков облик фашизам. Јас така го чувствувам. Затоа што некому да му браниш, да се кажува, односно да негираш нешто што е реално и што постои не само со години, и со векови, и да неговото го прифатиш како што тој ќе каже, а обратно ти не смееш тоа да го не го признава и ти не смееш да се изјаснуваш. Тоа мислам е страшна работа. Како сака нека го наречам, но мислам дека е нечовечки. И фашизмот е за мене нечовечка работа. Не е нормално, не е ни верско, ни природно такво однесување. Но би сакал една друга работа, апел до младите овие генерации да што повеќе обрна внимание за едно време минато кај што антифашизмот и Јас само ќе подсетам да обрнете внимание на тајмерот си, како и ќе ви се заблагодариме што се вклучивте. Телефонот звони во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Намалете го тонот на телевизорот. Денеска се гледааше најдобрите фашисти. Намалете го тонот на телевизорот. Па мислам дека ги гледам денеска најголемите фашисти. Фашистите се гледат од авион, се гледат тие. Целата власт позади е фашистичка. Добро, преминуваме на Твитер. Меѓу другото, еве што напиша денес премиерот Димитар Ковачевски. Денеска одбележуваме голем ден, 9 мај. Ден на победата над фашизмот и Ден на Европа. Се поклонуваме на борците кои ги положија животите за пораз на фашизмот. Одаваме почит и на сите кои придонесоа за големата европска идеја и изградбата на Европската Унија. 9 мај, Ден на Европа и Ден на победа над фашизмот. Што е според вас фашизам во една реченица и дали знаеме да ги препознаеме новите облици на фашизам? Меѓу другото ве прашуваме и дали е победен во целост фашизмот, бидејќи сме сведоци во 21 век на незамисливи конфликти, војне и негирања. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, во црвена линија сте, повелете. Благодарам.
Па прво честитка за победата над фашизмот, каде што и мојот родител го дал својот живот, денеска да живееме сите, не само јас, слободно, демократски и да ги користиме благата на ова општество и значи на овај живот. Сега вака, кај нас, значи фашизмот не е победен. Фашизмот се уште живее меѓу нас. Затоа што ние имаме луѓе кои што, ево, најпазе ќе го кажам, децава кои погинаа, се најдоа храбри момци и девојки кои што го поддржуваа, значи, начинот на кој беа ликвидирани тие деца. Тие не може да бидат со добра душа, со добра мисла. Значи, фашистите... Како може еве да се искорени фашизмот во целост, како појава? Фашизмот да се искорени може кога свеста ќе му се на граѓанинот свеста ќе му се врати назад во центарот на размислувањето, дека сето она што го правеле фашистите, кои што мислеле само тие се нација која треба да живее. Меѓутоа, не рачунајќи дека треба и другиот да живее и да твори. Само тие знаеле, другите не. И треба, значи, сите да бидат нивни робови, да бидат под нивна контрола, а останатите тоа не може да го има. Ние имаме такви во самата наша држава, затоа не ни оди напред работата. Јас ќе позадам само, внимавајте на тајмерот, затоа и го објавуваме да можете да го мерите времето, но како да благодарам и вам. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден, Македонија. Па еве, слушавме дека можеби треба ние како поединци да се смениме во целост со цел, нели, да никогаш не се повтори фашизмот. Се исклучи гледачи, да ќе подсетам, имаме 5 активни линии. За оние кои што можеби еве немаат искуство, а сакаат да се вклучат во црвена линија, ќе подсетам повртењето на 02-307-0005, само задолжително намалете го тонот на телевизорот. И добар ден за следниот гледач. Здраво, здраво. Здраво. Па, вака би рекол, нацизмот, фашизам е благ збор за денешниве современи нацисти. Значи, нацизмот е застапен в цела Европа, у Америка највише и у Британија. Британците се најголеми нацисти, затоа што, гледајќи некои мемуари за Винстон Черчил, као големиот спасител на планетава, за индијците во Индија ги третирал како суштества. Не ги сметал за луѓе, него некоја ниска врста, нешто како мајмунчиња, нешто така. Ајде, како може да се искорени нели оваа појава во целост меѓу човештвото? Се искорени кога Британија ќе попие еден вруќ шамар од запад истокот, значи кога ќе дојде на ред Русија да ги шамара малку воспитни да им удараат, тоа блицко е време вовише, догледно време ќе биде. Тогаш малку ќе се стабилизираат и нема толку надмени да бидат и арогантни, затоа што со таа нивна ароганција ја дотера планетава на ивица на нуклеарна војна. Значи, еве, се селат сега од Запорожје, народ, цели градови ги селуваат, затоа што може да дојде до нуклеарна експлозија во таа централа, а тоа е веќе почеток на нуклеарна војна. Значи, денот на Европа, што го нарекоа, не треба да биде ден на Европа, него треба да биде победа врз нацистичка Германија и јас. 90 секунди повторувам, внимавајте на времето. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Ве поздравувам многу и ве почитувам и би сакал, значи, моето време да го искористам на поентата на емисијата. Значи, поентата на емисијата не ја разбирам која е, значи, и на оваа емисија и на сите други емисии кои се од оваква карактер. Значи, па еве, ќе ви објаснам вашето јавување и мислење, нас многу ни значи. Ако вам не ви значи да ве слушнам, тоа е друго. Не, мислам, јас знам поентата која ќе кажете, сменете го каналот. Меѓутоа, не можам да разберам луѓе, се јавуваат во емисијата, зборат за теми вакви, онакви, за фашизам, за просвета, за полиција, за ова зона, а воопшто не знам дали се воопшто едукативни и дали ја разбираат поентата на емисијата. Но секако се граѓани, значи не мора да имате диплома, граѓани се на овој свет.
ако е поентата на емисијата да се произведе програма во живо, да се покрие терминот, тогаш окей. Меѓутоа, не можам да разберам дека на луѓето, јас се јавувам и на други телевизии, значи со истиот проблем. Сакам да ви кажам, луѓето не можат да разберат дека треба да го намалат телефонот за да разговарат со вас во слушалка, а зборуваат за просвета, за полиција, за војска, за војни, Кажете ми за ова, фашизам. според вас, дали можеме да ги препознаеме новите облици на фашизам? Еве, тоа сакам да слушнам од вас. Тоа што само кој ќе погледате телевизиите може да се познаете. Така, благодарам многу што се јавивте. Секое мислење е добре дојдено, освен или не е добре дојдено да бидеме погрдни во зборовите, да имаме говор на омраза и секако да имаме навредливи зборови кон оние кои што се јавуваат и кон оние за кои што зборуваме. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Нема голема разлика помеѓу фашизмот од 1941 до 1944 и овај денешниот. Разликата е во тоа што тогаш се војуваше, а сега се извршува со зборови, со одлуки, со понижувања. Еве, директно ќе видам, вие сте прекрасна новинарка, ве почитувам. Што е она што се случи со Преспанскиот договор? Откажување од се што е македонско. Што е ова што го прават бугарите? Откажување од нашиот јазик, од нашата култура, од се што е македонско. Што е ова што се случува во Мала Преспа? Јас ги пратам сите медиуми. Се врши притисок за бугаризација. Што е ова во Косово? Имаме 24 села македонски кои што зборуваат на чист македонски јазик. Верата може да се смени, али нацијата не може да се смени. Тие 24 села се чисто македонски. До денес ниједна влада не застанала да си го одбрани својот народ. Значи, директно сум со овие искажувања дека ова влада треба да застане во одбрана на својот народ, на својата нација, на својот јазик, на својата култура, а не да одобруваат, да формираат комисии, да Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот и големо благодарам што се јавивте. Еве вака, сега ќе продолжиме понатаму. Секако денес многумина од Твитер имаат постове кои што се врзуваат за денешниот ден, 9 мај. Па еве Живко Илиевски објавувајќи ова култна фотографија која што е и меѓу другото символ на победата над фашизмот, напишал среќен ден, 9 мај, ден на победата. Но дали е победен во целост фашизмот и во 21 век, ќе повторам, сведоци сме на конфликти, негирања, неприфаќања. И што е според вас фашизам во една реченица, еве како би го дефинирале вие и дали можеме да ги препознаеме новите облици на фашизмот? Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Како може да ги препознаеме? Па најголем прожетица на тој Европска унија. Европа нема знајце. Нема Европа. Европска унија е. Европа остава малку представат. Те са фашисти. Ови са фашисти. Фашисти са фашисти. Оние кои немат работа стана, однора својна. Добре работа стана. Кефтине преку Украина што измеѓу у Европа, така прават он. Ако и тебе, што и тебе тоа прават. И нато и милова. Да си го дадеш името ти. Не е додато. Кој е, не е дато. Грамаристи, фашисти, ќе се намани. Али, овие лаките, фашисти и наградatovi лаките, таквите фашисти се морат против Македонија, планата, против Македонија. Се морат да Македонија. Къде? И тие се, и тие се фашисти. Трябва да ги напомнят, че повече ги никто. Голем поздрав и до вас. Благодарам за јавувањето. Одиме повторно со Твитерџи. Тото има напишано: се измислија Ден на Европа
Нели можеше друг ден да си го слават тој ден на Европа. Неочигледно им смета ослободувањето од фашизмот. Но еве и уште една интересна, ја наречам слободно, преписка на Твитер, каде што ова го издвоивме Мартин Димитров, државник на Бугарија, граѓани на Бугарија, кој што напишал честит ден на Европа, честит празник европејци. Ке преведам тука, повеќе од секој има нужда, повеќе од секогаш има нужда да сме силни и обединети. Атана Стефанов му напишал честит ден на победата. Што е фашизам во една реченица според вас? Можеме ли да ги препознаеме новите облици на фашизам? Како да се искорени фашизмот во целост, да не се повтори никогаш повеќе? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам. Па видите, прво да им честитам на источниот администратор, празникот да им го честитам. Они биле само администратори, евидентичари, запишувале само што се случувало, иначе не учествувале они у други работи. И пред овој гледа што се яви таа господјата, потпуно ја подржувам, истото ја го мислам, она што го кажа све. Благодарам, имајте убав ден. Да ни откриете како може во целост да се искорени појавата фашизам во човештвото? Не може да се искорени никогаш. Нон-стоп постои некој лакомост по државите, нон-стоп постои, како да кажам, како да дојдат како експлоататори на земјата, они да владеа со целиот свет, да владеа со некоја држава, да се меша во внатрешно редување. Има многу пуно работи. Тоа фашизам. А еве дали лесно може да се препознаат денес новите форми на фашизам? Па ете, еве, лесно се препознаваат, не те признава никој како човек. Не те поштои, не те цени, не те признава националност, идентитет, јазик. Тоа све е фашизам. Све од тука почи нагоре. Комшија не те признава, добруцо не те вика. Значи, треба ли можеби да почнеме да се менуваме како единка, да имаме повеќе емпатија и разбирање, за да не сме нели ерозивни на овие појави? Па сигурно треба од корен све да се менува. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме и со вас секако. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Вака. За да збориме за новите облици, овдека се зборува, нели? Така? Дали можеме да ги препознаеме тоа на што прашуваме секако? Да. За новите облици фашисти се политичарите кај нас прво. Тие што крадат највише. Многу има сега фашизам, не може да рече само за едно дело. Негирање нешто. Фашизам е против своја држава да работиш. Нашите политичари краде, избега, најголемите патриоти што се правеа у Македонија, го испокрадеа човекот. Друго, судството е фашизам кај нас. Кај нас зборуваме, остај надвор. Надвор остај ги. Кај нас монтирани случаи, кој како сака работи и све друго. А за да збориме за фашизам за порано, се виде ние. У Југославија сме биле фашисти, сите сме биле овдека, сите републики фашисти сме биле. Се убивме меѓу себе. Се виде колку за месец, 2 месеца се распадна Југославија. Значи, ништо од нас. А најголеми фашисти, ако збориме у свет, се комунистите. Знаете ли Сталин колку утепал? 20 милиони свој народ утепал. 20 милиони свој народ. Хитлер утепал, со цел свет војувал, 20 милиони утепал. А Сталин свој народ утепал 20 милиони. И ќе ми кажува некој, партизаните колку убивале овде? Благодарам за јавувањето. Еве сега и уште една твитер објава, напишана од страна на Викторија Аврамовска-Мадик. Северна Македонија трпеливо, одговорно и достојно чекори на трасата за приклучување на тој сојуз. Нашите амбиции да станеме дел од европското семејство многу брзо ќе ја добијат својата валоризација и сите ние, граѓаните на оваа земја, заеднички ќе ги уживаме бенефитите на Европската Унија. Добар ден. Добар ден, Македонијо. За мене и за многу македонци
барање да смениме наше вековно светиме Македонија е фашизам. Значи да мениме наш идентитет, но за жал, еве како ова Викторија, прифаќаат фашизам и ја преименуваат наша Македонија во Северна. Ако одиме на Чидулу за Лерин, за Егејска Македонија, таму никаде нема патокази со ново вештачко фашистичко име Северна. Има БЈРМ, ФИРОМ. Значи, грците не менуваат ништо, а овие од СДС, од се македонско би се откажале. Дали не е фашизам кога Маричич, како министер, нели, забрани да се пишуваат документи? Значи, конкретно лудирање имиња со цел, нели, еве ќе подсетам, знаете како функционираме, особено оние кои што редовно се јавуваат, уште еднаш, можеби по кој знае кој пат ќе напоменам, секој има право, и ме слушате, имаме такви гледачи кои апсолутно имаат свој став, но не нагрдуваат, се разбира, некого со навредливи зборови, не алудираат на омраза и секако е исклучено да се употребуваат, односно да се спомнуваат имиња на луѓе и така натаму. Одиме понатаму со вас, зборуваме глобално, секако светот се уште и во 21. век се соочува со конфликти, војни. Ќе подсетиме дека фашизмот по дефиниција е негирање на постоење на еден народ, неговото право на самоопределување. Можеби токму тоа е и суштината на фашизмот. Но фашизмот добива и нови облици. Дали тие можеме да ги препознаеме? Добар ден. Видите, ако не се пораеше, јас сум на линија. Да, ве слушаме. Ако не се пораеше фашизмот, особено во тоа време, 45-та година, денес ние немаше да постоиме. Немаше ние денес овие што зборуваа дека вака немаше да постои. Затоа се крена цел народ, цел свет, заедно со нашите партизани и да го введеме тој фашизам да може да се слободиме. Иначе, тој имаше, Хитлер имаше замисли како со евреите, така и со југословените. Тога југословени ќе беме ѓубре за нивите да ги храниме. Тоа овој нашите луѓе не го знаат уште дека фашизмот по секоја основа треба да се победи, а не дека денес ние имаме облици на фашизам. Облик на фашизам е да држава да земи да пороби друг народ, како што сега ево русите го прават. Значи фашизам во 21 век од русите се смета многу Путин многу учен човек. Срамота е тоа. И ние уште тоа не можеме да го разобличиме, да кажеме дека стоп на тоа и сите граѓани нова Белаво. Цел свет се крена тога против Хитлер. Сега цел свет се крена против овој јас да не се изразам со вулгарни зборови. Како може да се искорени? Како може тоа целост да се искорени? Ме слушате ли? Како може? Не ме слуша гледач. Само се подобрува. Еве секако во тек на дискусија и гледачот кој што ќе се вклучи, сакаме да слушнеме како можеме во целост да го искористиме фашизмот. Да го искорениме, како можеме? Добар ден. Се исклучили? Добро, продолжуваме со реклами. По рекламите е време да ги откриеме и резултатите како гласа Инстаграмџи, оние кои што не следат на профилот на Инстаграм Црвена линија, тука и ќе ве посетам да не заследите и веќе утре можете активно да давате одговори на нашите анкетни прашања. Денес ме прашавме дали фашизмот е навистина победен. Со да одговорија 5%, со не 95%. Она што секако ќе славиме за кусо време, како и секојдневно што прославуваме, тоа е ден на освојување и на награди, кој што е вистински празник и тоа секој ден го одбележуваме во заврти на Телма. Тоа значи дека секој од вас кој што учествува активно во заврти на Телма игра, добро знае и секако освојува вредни награди. Еве се разбира и ќе помогнеме во цела таа процедура. Ќе подсетам дека сега е време каде што треба едноставно добро да меморирате кои 4 прашања ќе ги прочитам, бидејќи тие ќе се случат токму на ова тркало. Одиме со првото прашање. Кој Цезар е најпознатиот тренер на кучиња?
Интер, Милан или Наполи? Колку страни има четиристраната пирамида? Каква победа постигнал победникот ако претрпел големи загуби? И која емисија за храна е на Ентони Борден, без резервација или голиот готвач? Дали сме запомнили и дали ќе има точни одговори, ќе да знаеме за кој се. Останете ви од црвена линија и изигрете во Заврти на Телма.